ученици! Добар ден! Се наоѓаме во нашата читална по македонски јазик и денес на овој час, во завршниот дел на часот, ќе го провериме или утврдиме знаењето за именките, а со нив другарувавме само пред неколку часови. Што се тоа именки? Повели Јаничка? Именки се зборови што именуваат суштестви, предмети, појави или нешто што чувствуваме или замислуваме. Комплетна, точна дефиниција. Колку видови на именки имаме ученици? Даворе? Ние имаме два вида на именки. Тие се општи именки и сопствени именки. Одлично, Даворе. Може да чуеме за кои именки викаме дека се општи именки? Општи именки се зборови што именуваат суштества или предмети што имаат заеднички и општи Така. карактеристики. Одлично. Со каква буква, Даворе, се пишуваат општите именки? Општите именки се пишуваат со мала буква. Главо се наоѓа од почетокот од реченицата. Така, Даворе. Се пишуваат со голема Одлично, Даворе. Ајде да видиме кои именки се сопствени именки. Јованче? Сопствени именки се зборови се именуваат единични предмети, појави, Одлично, или суштества? Така. Сопствените именки, Сергејче, се пишуваат со каква буква? Одлично. Другарчиња, ние се запознавме со некои други категории на именките. Именките има и броеви. Колку броеви има именките, Изабелче? Именките има Именките имаат две брои. два броја. И тие се еднина, еднина и множина. Одлично. Колку рода има именките? Даворе? Ние, кај именките во македонскиот јазик постојат три рода. Тие се машки род, женски род И и среден род. Одлично. Дали именката во машки род? На кој зборче или заменка ние баравме или ги баравме? Јаничка, за во машки род? На зборчето или заменката? овај или Овој. Одлично, или тој. А дали именката во женски род? На кој зборче, односно заменка, ние ги баравме? ова или таа, Одлично. А дали именката во среден род? ова или тоа. Одлично. Другарчиња, знаењето секогаш се проверува низ игра. Ние овде имаме подготвено 3 работни листови и сега поделени сме на групи. На едниот лист ќе ставаме именки што означуваат предмети, па суштества, па појави. Потоа, на другиот лист ќе ги бараме општите и сопствените именки. Потоа, имаме работен лист, каде ќе бараме именки, односно бројка именките, кои се во множина, а кои се во еднина. А потоа секако нема да го заборавиме и родот кај именките. Поделени сме на групи, нели? Па да отпочнеме со работа. Повелете!